Во организација на заедницата на Хрвати Либертас во Штип, комедија изненадување за штипјани, ни гостува познатиот актер од Хрватска Стојан Матавуљ со неговата комедија Лупење на мозокот. Впрочем, госпоѓа Долорес е до мене, председателката на Либертас. Стојан Матавуљ е пријател на Штип повеќе пати тука и овој пат повторно во ваша организација. Па така имам чест во името на заедницата на Хрвати, прво да му изразам благодарност на господинот Матавуљ, затоа што можам да кажам Хрват кој што ја обожава, не дека обожава, ја сака Македонија. И на секој наш повик тој ни излева во пресред и ова вечер со неговото издание ќе се представи пред публиката на Штип и верувам дека сите во неговата комедија ќе уживаат, бидејќи во овој момент мислам дека на сите нас најмногу ни треба насмевката. Верувам дека публиката ќе биде задоволна и многу сум благодарна на Државниот уред на Република Хрватска што овој проект го спонзорира и за сите вработени, за сите присутни, влезниците са бесплатни и благодарна за Центарот за култура затоа што широко ни ги отвори вратите за една наша свесрна соработка. Стојан Матавуљ, штипјани го знаат, театарот го знае, сцената го знае, а Лупење на мозокот, монодрама и комедија актуелна посебно за целиот Балкан. Еве, Лупење на мозокот, зошто и што штипјани ќе гледаат? Па тоа е еден више стендап кабаре, не можемо речи да е тоа класична монодрама. Тоа е повеќе едно стендап кабаре. Не може да се каже дека е класична монодрама. Насловот е секогаш ист, а темите за кои се зборува се менуваат. Како се менува животот, така се менуваат и темите. Но тоа, како што велите вие, лупење на мозокот, тоа удирање на мозокот во черепот е нешто што ме прогонува. Така што сакам моите небулозни мисли да ги поделам со драги луѓе. Небулозне мисли подиелите увек со драгим људима. Колку на обичниот балкански човек му влијае колушење мозга или лупењето на мозокот? Па сви смо ми више мање Па сите ние сме помалку или повеќе со тој мозок на вие. На овие простори никој не може да каже дека денес ќе го направи ова, утре она. Секогаш нешто се превртува. Така да секогаш кога некој нешто ќе вети, мене ми е смешно. Па тоа сакам да го ставам во представата. Па онда тоа покушавам и у представи. Познато е да ве гледаме на малите екрани, на филмско платно. Колку е предизвик да играте во македонски филм, доколку ви понуди некој режисер? Па ја би врло радо играл македонски. Па јас би играл во македонски филм, но не ме викаат. Ако ме повикаат, секако. Врло радо.